Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада, а во нив ќе гледате. Тетовските советници на 10-тата седница гласаа за субвенционирање на јавниот превоз во градот. Опозицијата е против постојано финансирање на јавни претпријатија. Ограничувањето на цената на лебот на 33 денари ќе важи до 31 мај. Ова го соопшти министерот за економија Кришник Бектеши. Откриена бесправна сеча во атарот на село Лавце, информираат од јавната установа Национален парк Шарпланина. Тетовските советници ја одржаа 10-тата седница. На дневен ред се најдоа точки за субвенционирање на јавниот превоз во градот, за меѓуопштинско заселување на инспекцискиот надзор во областа на животната средина и друго. Во општинската сала денес се одржа 10-тата седница на Тетовскиот совет. Се дебатираше и се гласаше за 10 точки на дневниот ред, односно за општината да го субвенционира јавното претпријатие Тетово транспорт според секој изминат километар, да се формира заедничко инспекциско тело за животна средина за полошките општини, како и за промена на висината на комунални такси, односно поскапување на рекламите за објектите на игри на среќа. Точки на дневен ред имавме предлог одлука за утврдување на предлог во споставување заедничко меѓуопштинско административно тело за инспекцијски надзор во животна средина во Полошкиот регион, каде после ќе се градоначалникот на општина Тетово ќе се овластува да номинира еден инспектор кој е овластен за ова работа, значи е меѓу општините во Полошкиот регион. После тоа беше дискутирано за извештајот на секторот за комунални дејности кој денеска ја имаше направена целосната документација, имаше прашање од советниците, имаше дискусија, се дебатираше и треба да се потенцира дека за прв пат реализираните средства отидат до 85%. Ако владата со нивните министерства ни помага, ќе помагаше да тие средства што беа алоцирани да дојдат во општина Тетово, да ги претфрла за во 2022 година, значи реализирањето на буџетот ќе беше или на капиталните инвестиции ќе беше скоро 100%. Другото што сакам да кажем за ова седница, најважно е дека ќе направиме еден план каде што ќе се субвенционира јавното претпријатие Тетово транспорт. Значи ќе се прави еден правилник каде што ќе се субвенционира за 150 денари за 1 километар. Советничката група на СДСМ е против тоа постојано да се даваат финансиски средства на јавни претпријатија. Континуирано веќе не знам 10-та седница поред точка на дневен ред е помош на некое општинско претпријатие, така и на денешната седница. Имаме точка на дневен ред за помош на јавното транспортно претпријатие Тетово. Континуитет е тоа, секоја седница се доделува помош на некое општинско претпријатие. Тоа е резултат на недомаќинското работење на ова општинска власт и се надевам дека ќе во многу скоро време ќе дојде моментот кога ќе разговараме за затворање на ова претпријатие или за преструктурирање или за реструктурирање. На дневниот ред се најде и предлог одлука за доделување финансиска помош. Од јавното претпријатие Градски паркинг Тетово информираат дека од утре започнува да функционира доплатниот билет. Од 1 март започнува да функционира доплатниот билет, новитет кој Тетовското јавно претпријатие Градски паркинг го промовираше минатата година. Од претпријатието појаснуваат
дека доколку корисникот на паркинг место го пречекори предвиденото време за паркирање, а не го продолжи користењето на паркинг услугата, доколку таква можност е предвидена во системот за наплата на паркинг услугата, како и во случај на паркирање на возила на места предвидени за паркирање на возила на лица со посебни потреби од страна на лица кои не спаѓаат во оваа категорија, прави повреда на условите за користење на паркинг местото, зашто е должен да плати доплатен билет. Налогот за плаќање на доплатниот билет го издава контролорот. Висината на доплатниот билет се утврдува во тарифникот на јавното претпријатие Градски паркинг Тетово и ќе изнесува 1500 денари. Ако истиот се плати во рок од 24 часа од денот на издавање, ќе се плати само половина од вредноста, односно 750 денари. Доколку пак доплатниот билет не се плати во рок од 8 дена од денот на издавање на корисникот на паркиралиштето, ќе се покрене постапка за наплата на долгот со дополнителни трошоци поврзани со присилна наплата и законска затезна камата, информираат од Градски паркинг. Ограничувањето на цената на лебот на 33 денари ќе важи до 31 мај, односно еден месец. Ова го соопшти министерот за економија Крешник Бектеши. Тој пред новинарите објаснуваше колкави биле цените на горивата, струјата, брашното кои влијаат на крајната цена на лебот. Со ова ја правдаше одлуката донесена од владата. Според него максималната цена за 450 грама на бел леб треба да биде 32 денари. Тој ги повика пекарите да разговараат за да се најде соодветно решение преку одржливи одлуки. Значи, со ова одлука се определува највисоки цени во трговијата на мало, на леб бел и полубел, сечена парчиња или цел. Највисоките цени на производите од ставот 1 на овој член се утврдуваат во висина на цена која изнесува 33 денари по леб со тежина која изнесува 450 грама и повеќе, а со тежина под 450 грама се утврдува во висина до 33 денари по леб, која цена ќе биде во сооднос на тежината на лебот или на надолна линија. И ова одлука ќе важи до 31 мај 2023 година. Не е фер, не е транспарентно да се кажуваат невистини податоци заради тоа што проверено е од страна на сите надлежни институции. И председателот на групацијата, еден од двајцата кој излезе на пресконференција, како собственик на една од најголемите компании кои произведува леб, има цена под 33 денари моментално на бел леб и полубел леб. И тоа е утврдено согласно сите проверки од Државен пазарен инспекторат, затоа да не креираме хистерија кај граѓаните, па не знам дека што би се направило, а тоа ако треба и јавно ќе го објавиме како податок. Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација изработила 470 предмети. Нивните податоци велат дека најчести дискриминаторски основи се националната и општествената припадност. Председателката Весна Бендевска истакна дека и во 2022 година имало голем број представки што се однесуваа за вознемирувачки говор најчесто на социјалните мрежи. Анализата на нашите статистички податоци говори дека сепак најчести дискриминаторски основи се за 2022 националната и етничката припадност, личното својство и општествениот статус, можеби токму за оваа основа се крие политичкото уверување, бидејќи граѓаните, поднесувачи на представки, најчесто не сакаат да признаат дека се чувствуваат дискриминирани во поглед на нивното политичко уверување. Области во кои најчесто се случуваат дискриминацијските активности се, разбира се, работата и работните односи, и тоа верувам дека некое попрецизно истражување ќе докаже дека да, политичкото уверување и тоа како влијае врз еднаквиот пристап до вработување, унапредување и градење кариера во нашето општество. Оваа година имавме голем број представки кои се однесуваа на вознемирувачки говор врз национална и етничка припадност, најчесто промовирани на социјалните мрежи. Процентот
од вкупниот број 74. И најчесто Сдруженијата на граѓани ги поднесуваат овие претставки, но ќе ми дозволите да најавам дека во текот на месец март комисијата многу прецизно, многу децидно и јасно ќе ги прецизира наодите, односно годишниот извештај за својата работа во 2022 година. Откриена бесправна сеча во атарот на село Лавце, информираат од јавната установа Национален парк Шарпланина. Додаваат и дека изминатиот викенд извршиле контроли по претходна дојава за криволов. По извршен теренски увид изминатиот викенд во редовно патролирање на територија на Националниот парк Шарпланина, јавната установа Национален парк Шарпланина регистрирала бесправна сеча во атарот на село Лавце. Од установата појаснуваа дека поради добиен впечаток дека сечиштето е се уште активно, на 26 февруари годинава била организирана акција за откривање на извршителот на бесправното дејствие, кој беше заловен при сеча на истата локација. Случајот бил пријавен во шумската полиција Тетово, чии представници дошле на лице место и го презеле случајот за понатамошно постапување. По претходна дојава за криволов на Шарпланина, на повеќе локации службите на установата извршиле контроли, особено поради фактот дека на територија на Националниот парк е забранет ловот на диви животни и забрането е движење на лица со пушка и други средства за лов. Незаконскиот лов е казнив по член 228 од Казнениот законник на Република Северна Македонија, а за непочитувањето и прекршувањето на законите и правилата, јавната установа Национален парк Шарпланина ќе преземе соодветни мерки согласно позитивните законски прописи. Изминатиот викенд пак биле забележани голем број пожари, но повеќето од нив биле во атарите на селата надвор од границата на Националниот парк. Пожарот во близина пак на село Бродец, кое се наоѓа во рамките на паркот, за кратко време бил локализиран. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен. Полициски службеници на СВР Тетово ноќеска 20 на минути по полноќ во Тетовско Радиовце лишиле од слобода 18-годишникот Гостиварски Добридол, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот на инволвираниот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера вечер околу 21 часот и 20 минути на улица Никола Парапуно во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 41-годишникот Гостиварско село, кој половина час претходно бил пријавен од неговата супруга дека во семејниот дом физички ја нападнал. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и против инволвираниот ќе следува поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар лишиле од слобода 3 лица од Прилеп, поради сомнение за нивна инволвираност во кражби извршени годинава на подрачјето. При лишувањето кај едниот од нив бил пронајден и одземен метален боксирач. Се расчистува и документира случајот и ќе следуваат поднесоци. 68-годишникот Гостиварско Дебреше вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Седек Костовски во Гостивар бил каснат од куќа скитник. Претходната година биле изречени над 2300 мерки за управување возило без положен возачки испит и валидна дозвола. Во првите месеци од годинава пак биле регистрирани 360 вакви мерки, информираат од СВР Тетово. Полициските службеници на СВР Тетово во текот на 2022 година изрекле вкупно 2364 мерки за управување на возила без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Во првите 2 месеци од годинава, заклучно со денес, бројот на ваквите мерки изнесува 360, 260 во Тетово и 100 во Гостивар. Најголемиот број од прекршителите на кои им биле изречени законски предвидени мерки управувале патнички моторни возила, а некои и комбиња. На сите им се изготвени соодветни поднесоци и ќе се соочат со парична глоба од 250 евра во денарска противредност, а иста глоба ги очекува и собствениците на возилата кои им ги дале да ги управуваат, иако знаеле дека немаат дозвола.
Секторот за внатрешни работи Тетово апелира посебно до младите да не управуваат возила без претходно да ја завршат теоретската и практичната обука и да го положат возачкиот испит, затоа што во спротивно ја доведуваат во ризик сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Да бидат максимално внимателни, им се советува и на возачите почетници. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!